Босилово има 16 села, поголеми и помали. Ние се обидуваме да влеземе, мислам, тоа веќе го завршивме. Разговаравме со луѓето, влеговме во секоја куќа, бевме добро прифатени, бевме изненадени од Интересно, претпоставам. да, и познавањето на проблематиката. Тоа порано не беше така. Меѓутоа сега имавме многу случаеви кога ќе кажеме два збора, па тие ја продолжуваат реченицата, па го продолжуваат она што ние сакавме да го кажеме. Едноставно луѓето се запознаени со тоа што е родникот, имаат свој став, имаат своje мислење. Така да, работите одат како што треба. Битно е што секој еден поединец, секој еден човек е запознаен. Тоа е многу важно. Порано имаше ситуации кога разговараме со луѓето, мислам пред тоа 3, 4, 5 месеци, па тие едноставно беа резервирани, не знае што да кажат, па едноставно ќе не изслушаа, па ќе кажеа што да правиш, как за сите, така и за нас. Ги кажува речникот на родникот дека ќе биде многу добро, благодет, благосостојба, вработување, плати, розови, филмови и така натаму. Со наша помош и со, мислам, разговарање помеѓу нив и на некои други начини, сега состојбата е сосема друга и очекуваме практично да бидеме со успешност на референдум 90% од тие што ќе излезат. Проблемот е друг. Проблемот се состои во консензусот. Меѓутоа, тоа што ќе излезе, знаеме дека ќе биде 98%, што е реална слика, затоа што тако беше бројот и на останатите референдуми. Додека вие се борите преку референдумско изјаснување граѓаните да го кажат својот став во врска со отварање или не на рудници, вице-премиерот вчера од Бучим со порака дека владата ќе ги поддржува позитивните проекти кога станува збор од рударството, при што на некој начин не се изјасни конкретно по сите тие референдуми овде во југоистокот. Како граѓанска иницијатива, како ја сваќате оваа негова иницијатива на Кочанкуш? Тој спомна дека ќе ги поддржува инвеститорите, дека нема да се откаже од таква профитабилна гранка и дека доколку бидат применети еколошките стандарди, дека се ќе биде окей. Тука има во целата работа што ни се случува последните месеци, има веќе набиено доста абсурд. Има сарказам, цинизам во оваа работа. Едноставно би било смешно доколку не е трагично и доколку ние сме таргетирани како жртви. Изјавата вчера на господинот Аѓјушев. Не ми е јасно дали тој, кога има одено кон рудникот, дали поминал случајно покрај селото Тополница. Јас претпоставам дека кога тој зборуваше за тие еколошки стандарди, дека рудникот Бучим ги има застапено во тоа село Тополница и како резултат на тоа таму е катастрофа. Селото е девастирано, тоа е уништено, воздухот смрди, немаат вода за пиење, се прашуваат луѓето на кај да фанат. Имаат веќе се имат обратено до турската амбасада. Ние во која амбасада ќе се обратиме доколку кај нас се почне овој нашиот рудник. Тука има едно нешто исто така многу симптоматично. Сепак Бучим е мал рудник. Се смета за мал рудник, во некои сегменти е среден рудник. И гледаме што може да се случи како последица од такво нешто. За разлика од Бучим, ние тука ќе имаме ламја, ќе имаме чудовиште, ќе го имаме најголемиот рудник во југоисточна Европа.
Значи тоа ќе биде сосема нешто друго. А тој рудник ќе биде над главите, сместен над главите на Иловица и Штука. Тука имаме еден цел појас на села кои што се исто така многу близко, на километар, на 2, на 3. Значи ние тука навистина имаме еден огромен проблем. Господинот Ангјушев е роден во Велес. Тој би требало многу добро да знае што значи еколошка катастрофа. Тие тоа го има со години и години во Велес, со години се мачеа да го тргнат тоа зло од нив. До ден денеска нивните улуци се полни со тешки метали. Во луѓето има тешки метали. Имаат разни болести на таа база. Нивните земјоделци до ден денеска ги лажат луѓето дека нивните френки се од Струмица. Кога ќе почне нашиот рудник, како ќе ги лажат, дека се од Гевгелија, а ние како ќе ги лажеме потоа луѓето. Така да има тука некои работи што се многу интересни за да се каже и народот да го знае. Има еден интересен факт. За тој рудник во Иловица се знае од 1936 година. Зошто Тито нема направено рудник? Ајде, како ќе си одговориме на тоа прашање? Веројатно затоа што размислува за здравието на луѓето. А тука господинот Ангјушев вчера зборува за инвеститори, за профит и така натаму. Кај е тука здравието на луѓето?